Колку често размислуваме каков родител сме? Дали некогаш свесно сме размислувале за тоа каков родител би сакале да бидеме? Јас сум Алма Тасевска и ќе ви зборувам за родителските стилови. Во науката се категоризираат 4 родителски стилови, кои што најчесто зависат од очекувањата кои што родителот ги има во однос на детето, но и пристапот, топлината, вниманието и посветеноста кон него. Во определено време може да се користат еден или повеќе родителски стилови, но најчесто постои еден кој што е доминантен. Авторитарните родители најчесто се строги и имаат големи очекувања во однос на своите деца. Поставуваат јасни, строго дефинирани граници, насоки и дисциплина, но најчесто тие зависат од личниот стандард на родителот кој што вообичаено е произволен. Овој вид на родители не дозволуваат голема самостојност во развојот на детето и најчесто се водат преку казна наспроти водење како доминантен начин на кој што се обликува детското однесување. Децата кои што живеат во ваков амбиент со авторитарни родители чувствуваат ниско ниво на самодоверба и најчесто се покорни. Попусливите родители се родители кои што во семејниот амбиент нудат голема топлина, прифатливост, посветеност кон своите деца, но од друга страна не нудат строго дефинирана структура, насоки, граници и дисциплини, што во одредени ситуации може да предизвика кај децата недоволна свесност за ефектите и влијанието од нивното лично однесување. Генерално децата во едно вакво окружување се чувствуваат многу среќни и задоволни, но имаат потешкоти во однос на сето она што значи социоемоционални релации со своите врсници и пошироката околина, имаат проблеми во однос на дефинирање на својата дисциплина и потешкоти кои што се однесуваат на фокусот на образовниот успех. Тоа се родители кои што живеат во свој свет, живеат во своите обврски, се фокусирани лично на себе, не многу интензивно и длабоко обрнуваат внимание на детските лични потреби и на некој начин децата се оставени сами на себе, да функционираат во секојдневието и да создадат свет во кој што тие лично и самостојно би се развивале. Во таа смисла се негува еден однос кој што се повеќе има отсутност на комуникација помеѓу родители и деца, а сето тоа се рефлектира и на начинот на кој што децата понатаму комуницираат со останатите. Авторитативните родители важат за родители во кои што децата можеби имаат најголема доверба и уживаат најголемо внимание, среќа и задоволство, заради тоа што тие ги имаат сите позитивни карактеристики на сите останати видови на родители. Од една страна нудат многу топлина, внимание, енергија, посветеност, а од друга страна знаат добро, доста умешно да ги избалансираат сите оние потребни нивоа на структура, граници, дисциплини и на некој начин представува една добитна комбинација кога станува збор за родителството. Авторитативните родители се обидуваат постојано да поставуваат прашања, да дискутираат со своите деца, да гледаат на проблемите низ призмата на детската перцепција, ги охрабруваат самостојно да пристапат кон лично искуство и врз основа на тоа на некој начин децата да учат од сопствените грешки. Прилично се охрабрувачки кога станува збор за детскиот развој и наспроти казната умешно се обидуваат водството да го претворат во еден стимулативен ефект за понатамошен развој на децата.